Почитувани, владата на Христијан Мицкоски ги запре политиките на СДСМ за постојано покачување на платите и го доведе животниот стандард на граѓаните до точка на преживување. Додека платите стагнираат, цените вртоглаво растат, животниот стандард на граѓаните опаѓа постојано. Просечната плата во Македонија денеска изнесува само околу 35% од европската просечна плата, односно 1/3. Од друга страна пак, цените во Македонија се високи и достигнуваат над 60% од европскиот просек на цени. Тоа значи дека граѓаните во маркет, на пазар, во продавница, плаќаат речиси европски цени, а мора да живеат со 3 пати пониски плати. Синдикалната потрошувачка кошничка во август достигна 65.507 денари. Двајца вработени со минимална плата во едно семејство немаат доволно пари да ги покријат основните месечни трошоци. Минималната плата во Македонија е меѓу најниските во Европа и во регионот. Во Босна и Херцеговина минималната плата е 511 евра, во Србија 500 евра, во Црна Гора од 600 до 800 евра. Во Македонија, со власта на Мицкоски, минималната плата се држи на дното, иако требаше одамна да достигне 500 евра. Наместо тоа, работниците добиваат само трошки, леп и сол. Погрешните економски политики на оваа влада ги заковаа платите и животниот стандард на дното во Европа. Не може да има 6 милиарди евра буџет, да нема пари за граѓаните, да нема пари за работниците, а да има за папаја, за манго и луксузирање на функционерите на ВМРО ДПМН. Тоа мора итно да се промени. Единствена вистинска политика денес мора да биде итно покачување на платите во сите сектори, зголемување на минималната плата на 500 евра веднаш, мерки за намалување на високите цени како укинување на ДДВ за храна што го предложи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова, почитувани, се единствените и реални политики за достоинствен живот и на работниците, на граѓаните. Ви благодарам.